Le moteur reste ici. In fatta pandie orosevie. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес се движам, веќе започнувам кон поладните северни краишта, овде станува жешко иако сношти врнеше. Прво дуваше, после потоа се разврна. Но сепак во секој случај кај требаше тоа. Денес одам кон градчето Гавса и низ него само ќе поминам и одам кон Сивајахат, мислам дека се викаше градчето каде што одам, таму има хотел. Само таму успеав на Booking хотел да најдам на таа соодветна лечина. Прво сакав малку уште по север да одам, меѓутоа по еден друг пат што е во позападниот дел од државата, но поради терористички активности и полициско присуство и воено не одам од таму, иако во текот на денот ми рекоа дека е безбеден патот, само по патот доколку одам, но сепак некако не ми се оди, така да ќе одам сега ваму каде што ќе одам, а потоа ќе продолжам кон север. Значи сега каде што одам ќе биде максимална 30 степени, на вечер ќе се спушти до 15 степени, така да ќе биде свеж, бидејќи овде навистина станува жешко. Иако вчера, например, не беше 39 степени, беше 33, сепак температурата е висока, сонцето мава постојано. За возење имам денес околу 220 км. Денес ми иначе предпоследната вечер во Тунис. Денес сме четврток, чином во сабота вечерта на полноќ ми трга траектот, некаде кај 4 часа треба да направам чек-ин на пристаништето. А доручекот и денес ми беше целосно ист како и вчера. Значи маргарин имав, кафе, млеко и тоа цело лонче, не само по една чаша, како мармалад едно, односно не како мармалад, туку мармалад беше, и јајце варено и една здејнка. Не беше кузне колку појадок, но за мене е доволно, јас се најадов. Се уште дува многу, и вчера дуваш и сега уште дува. Само да нема по патиштата сега негде песок. Евре шибањи.
Моментално поминувам низ градчето Ал-Џабал, големо градче и некако поразвиено ми изгледа, патиштата, улицата се подобри. Сообраќајот и тука е динамичен многу, сака многу внимавање. Исто така е многу раздвижено, многу деца по улиците. Не гледам многу луѓе в телефони да седат дури одат. И јас пристигнав кај Гафса градот, кој гледам има пат да се обиколи, да не се влегува низ него, што е добро искрено. Бидејќи обично градовите многу гужви се кај центарите и многу полека е движењето. Иначе за возење е многу пријатно. Свежо ветре дувка, не жежи, облачно е, онака погодено е, може уште малце да е поладно, но и вака е сосем доволно ладно и пријатно за возење. Не е како до вчера што беше. Меѓутоа и тоа што е облачно е нормално голема разлика, не само температурата. Бидејќи сонцето кога мајава навистина многу жежи. Ноќите си иначе доста свежи, со ќе вино спијам на вечер, за разлика од деновите. Бидејќи кај нас, например, во лето, кога дента е 35-6 степени и на вечерта студи. Ова жежи и на вечерта, меѓутоа тука студи на вечер. Веднаш штом зајди сонцето, одма и температурите паѓаат. Гледајте како си возат. Гледај. Мириса тука на скарано убаво, меѓутоа јас сега доручкував. Локалното време е 11 без 10. Јас доручкував кај колку беше 7:30 по локално време. Па добро, 4 сати поминаа, уште ме држи најаден, се осеќам. Испив цело лонче млеко, сок, лепси знаедов со мармеладот и се наполнав. И направив јас една пауза тука, сега продолжувам, ова ми е прва пауза за денес.
уште 1 час имам до сместувањето до хотелот каде што одам, или 68 километри. Инаку пред малку ми пиша, сега видов човекот од туниската група што ја сретнав на траектот, доколку се сеќавате, како ти оди со патувањето, ми рече каде си и не заборавај да дојдеш во Суса, ми вети. Така да јас не планирав да одам во Суса, бидејќи сакав кон поларни краишта да одам, но изгледа утре ќе одам во Суса, гледам и времето и таму 26 степени ќе биде и ќе врни. Така да сега ќе размислам во хотелот, ќе му звонам на човекот, изгледа ќе одам утре за Суса. Многу се живи градовите и селата тука. Има навистина луѓе. Пристигнувам во градчето Сбејла, веќе се чувствува дека не сум повеќе во пустината, и по температурата, и по изгледот, и по облачното, и по зеленилото. Бидејќи овде сепак има некое зеленило, има дрва и слично. А иначе тоа што го забележав во Тунис, на влезот од секој град, секој градче има полиција. Тука иначе во ова градче има голема римска порта, тоест форумава најзачувана е портата и е навистина огромна. Блиско ми е до хотелот, од тоа што гледав, така да веројатно ќе имам време за шетање, но прво ќе гледам да јадам, и тоа да јадам палау. Вчера гледав како го прават и некако многу ми се пријаде од него. Нешто како чаварма, но ај се премисли ој. Но сепак не е чаварма. Плюс, додуше плюс кашкавал нешто имаше и може би месото е различно, но не знам. Ќе видам, ќе пробам. Требаше да турам и бензин, како? Ај сега патам ако сретнам бензинска.
Benzin? Benzin. Bonjour. Full. Full. Yeah. Benzin. Da. Da, 3 se направи го. 3. 3. Динар 3. Окей. Thank you. Come on. Ау бе, ова изгледа форумот што ви веле. Не мисле дека е напад и портата, онде има други рушевини. Изгледа сето е ова цело поврзано. Инаку турив бензин за 30 динари 12 литри, мислам дека дојде тоа се некаде околу 8 евра. Или 500 денари за 13 литри. Така да тука е горе долу 45 денари во Тунис литар бензин. Да, иначе ова е локалитетот. Бога ми големо е навистина и сочувано. И тука десно треба да ми е хотелот. Некако настрана од градот, но сепак ова е единствен иначе хотел тука што го најдов на Booking, така да не е ситуацијата за пребирање. I have a reservation. Bonjour. Bonjour. Chambre Sorry? réservée. Yes? Oui, merci. Le moteur reste ici. In front of the door? Oui. Только пикнал, надо ще не вери. Аха. Good. English? English. Oui. Thank you. Ова ми е собата. Тука плаќам 45 евра, закажав стандардна соба, меѓутоа ова ми рече нешто плюс била. Точно шо плюс не знам, ама голема е стварно, има простор, имам тука и тераса со поглед на археолошкиот локалитет, тоест форумот. Само сега припеква сонце. Овде ми е и вецето. Кај се пушта само сијалица. Значи еве шоњата, еве го мјелникот и еве каната. Овде на качалки. Ќе биде такви работи. Така да, многу добра соба, искрено, иначе стигнав рано, локално време 12:15 негде садот. Не очекував толку брзо, 2 сата очекував, ама добро, во секој случај добро е. Ќе си имам поќе време да си одморам.
И јадев јас сендвич со сардина и со ситно насецкани внатре крастајчина, компирчина помфрит и уште нешто, не знам што имаше во леп сето тоа. Значи предобро нешто, се прејадов што се прејадов, беше преубаво, значи уживав. И не знам, искрено би јадел пак такво ако би нашол. Меѓутоа утре веќе нема да видам повеќе тука, така да а појадок ќе јадам во хотелот, изгледа нема да јадам. Но навистина овде брзата храна му е бомбона. Тој сендвичот иначе со сардината го платив 50 денари, ама се прејадов. Паркингот е со обезбедување тука, иначе нема многу гости во хотелот, но сепак има. Еспресо тука во хотелот е 4 динари, водата е 3 динари и швепсот го платив исто 4 динари. 4 динари се иначе околу евро и 20 центи. Така да по 70 денари пијалоците може да се рече дека се во хотелот. И тука негде ќе го одјавам во видео, доколку ви се допадна, притиснете лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.